Почитувани присутни, одбележувањето на 60 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје е можност да се присетиме пред се на сите наши сограѓани кои трагично ги изгубија своите животи. Под урнатините на градот до 26 јулско утро во 63 година останаа затрупани 1070 биографии, радости, дилеми, планови за иднината. Девастирачката елементарна непогода ги одзеде животите на наши роднини, наши пријатели и другари, наши соседи, нашите најмили. Над 3000 наши сограѓани беа повредени, а неколку стотини поради сериозноста на повредите се здобија со траен инвалидитет. Земјотресот струши многу домови, згради, јавни објекти, беше оштетена безмалку целата инфраструктура. Едноставно, природната стихија со својата разорна моќ го промени лицето на нашиот град за секогаш. И по 6 децении живи се сеќавањата на омилените места, на познатите мала, нападнатите објекти, белези на градот. Ние, преживеаните од земјотресот, го паметиме нашето детство и Скопје на нашата младост, кој остана да живее само на црно-белите фотографии, во филмовите, во историските записи и во нашите спомени. Освен темните мемории, оваа годишнина е можност да се подсетиме и на фактот дека Скопје по земјотресот стана глобално познат како град на солидарноста, место каде што човештвото наспроти идеолошките разлики се обедини со цел да помогне нашиот главен град да се врати во живот. За неверојатниот облик на хуманизам и помош која пристигна буквално од сите меридијани во светот, сведочат и имињата на објекти и улици во Скопје кои денес ги носат имињата на нашите добротвори, меѓу нив беа држави, градови и истакнати личности кои ни подадаа рака кога ни беше најтешко. Обновата на Скопје значеше не само изградба на објекти и инфраструктура, туку и подигнување на стандардите за градба. За таа цел, во 65-та година беше и формиран Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, на почетокот наречен Институт за општа инженерска сеизмологија, со задача да ја надгледува реконструкцијата, да помогне во обновата на градот и да обезбеди континуирани истражувања на полето на сеизмологијата и земјотресното инженерство. Во децениите кои се зад нас, ИЗИС прерасна во респектибилна институција која овозможува обука на професионалци, градежни инженери, архитекти и планери на највисоко ниво, со цел унапредување на планирањето и проектирањето, со примена на најсовремени техники, методи и процедури. Денес брендот на ИЗИС е препознаен и потврден во стручната јавност, не само кај нас и не само во поширокиот регион, туку и во глобални рамки. Почитувани, сакам да истакнам една работа, и тоа не затоа што денес се наоѓам во просториите на ИЗИС, туку затоа што ниту еден објективен проследувач на состојбите во оваа област не би можел да ја минимизира или релативизира улогата и придонесот на институтот во реконструкцијата и обновата на Скопје. Се разбира, за поздравување се и вашите активности по повод одбележувањето на 6 децении од земјотресот, при што особено значајни за сензибилизирање на пошироката јавност се интерактивните едукативни работилници за збогатување на знаењата, заекнување на свеста и изголемување на подготвеноста на децата и младите, кои ги одржавте во повеќе основни и средни училишта на главниот град. Почитувани, вие во ИЗИС знаете подобро и од мене и од сите нас, не само затоа што го имаме трагичното искуство од 63-та, дека живееме во држава и во регион кои се означени како трусни подрачја, каде што идни потреси со слична магнитуда не се исклучени. Во меѓувреме, најмногу заради вашиот ангажман и истражувачка работа, воспоставивме високи стандарди за асеизмичко градење и по ниту една цена не смееме да дозволиме тоа што со децении го создавате да биде деблавирано. Стручната експертиза и професионалните стандарди мораат да бидат остро спротивставени при секој обид на било кој политички, бизнис фактор или деловен интерес да бидат заобиколени воспоставените правила и критериуми при изградбата на објектите. Се разбира, потребен е и ваш натамошен континуиран ангажман и за подобрување и надградување на стандардите со следење на најновите светски трендови и иновации во областа. Клучот за просперитетна и безбедна држава
е вложување во научно-образовните и истражувачки институции, како што е ИЗИС. Со тоа, освен придонес за подобрување на условите за живот на нашите граѓани, го штитиме и најскапоценото што го имаме – животите на луѓето. Благодарам.